Интензивно се расчистува коритото на градската река во Прилеп во нејзиниот долен тек, кој води од мостот кај населбата Димо-Наредникот кон сточниот пазар. Инвестицијата чини 3 милиони денари, а реката ќе се исчисти во должина од околу 300 метри, при што, според планот, требало да се исчистат и подигнат околу 20.000 метри кубни наноси и земја. Во голем дел ќе го зголемиме самиот профил на речното корито, со што ќе се овозможи и поголем проток на вода. Со тоа на некој начин во долниот дел го заштитуваме и самиот град од поплави. Покрај ова правиме уште една добра работа, тоа е ослободувањето на атмосферските канали кои беа по улица Димо-Наредников, како и кракот од улица Александар Македонски и колективните згради, кои децении беа затрупувани и правеа проблем при поголеми поројни дождови, односно се враќаше атмосферската канализација. Така да мислам дека со ова еднаш за секогаш деценискиот проблем што ги имаше Прилеп ќе го решиме. Исто така моментално во тек е чистење на речното корито во неговиот горен дел, каде во должина од 400 метри се гради комплетно ново минор корито на градската река во Прилеп кај населбата Ѓокдере. Инвестицијата е тешка 300.000 евра, а таа е завршен дел од проектот на првата фаза од замената на канализационата мрежа во Прилеп. Проект кој севкупно чинеше 6,2 милиони евра, а со него беа заменети 23 километри канализациони цевки. Со овие зафати, многу ќе се намали во иднина опасноста од поплави во Прилеп. Меѓутоа да напоменам, нема овдека да заприме. Чистењето ќе продолжи и на потегот од Дабнички канал, кај Типските куќи, нагоре на кај касарните, и секако со проектот од канализационите системи се чисти и уредува речното корито на горниот дел, односно вливот од градската река. Знаеме дека овдека поминуваат и главните колектори од овој проект, откако ќе биде завршен и тестиран самиот проект и неговото функционирање во иднина, размислуваме, тоа ќе биде наредната година, комплетно рамнење на речното корито, посејување со трева и доколку дава можности да се направи да биде функционално речното корито за движење на пешаци, рекреативци и така натаму. До сега не беше можно вакво уредување на речното корито поради големиот степен на загаденост на градската река кој достигнуваше и до 6 степени. Инаку во Прилеп, во тек и уредување на тротоарите на улицата Трајко Николовски, во должина од 1 километар. Ова уредување долги години било барање на жителите од населбите Жабино, Мало и Сточен пазар. Ние продолжуваме и понатаму со реализација на програмата на локалната самоуправа за изградба на тротоарни површини и на други улици. Имаме одделено во буџетот некаде околу 3 милиони денари за оваа година. Ќе биде изградена тротоарна површина на одреден потек на улицата Ленин, Димче Антулески, исто така Самоилова улицата и уште неколку други улици и краци кои ќе бидат сработени во текот на оваа година. Од локалната самоуправа на Прилеп велат дека уредувањето на тротоарите со бехатон плочки ќе продолжило и во наредниот период.